Да се подсетиме на што се смеевме минатите 5 сезони во вчерашни новости. Бистревме политика. Зоки бе, за тоа двојазичност. Се грижевме за екологија. Ѓубрерине што е? Малку еден почит да се дава. Спортувавме. Тој скока! Уф, каков скок! Ова е прекрасно! Имавме важни и актуелни гости. Ленче, отвори! И секогаш се јавуваме од местото на настанот. Во продолжение ги гледате дел од најдобрите прилози на вчерашни новости. Уживајте! Да, студио, тука сме на долго очекуваниот, мега популарниот и еден од највозбудливите, се разбира, послоне на Бранко и Љупчо ТВ дуел. Со мене во студиото е недалеку познатиот трговец на Ајвар. Добра вечер. Добро вечер, поздрав до гледачите што ќе не следат. Значи, какво следење, престанете да ми правите паранои. И мајсторот кој најдобро монтира сплит системи во Италија. Добра вечер. Благодарам на можност. Работев во една компанија, започнав со монтажа на сплит системи во таа компанија. Добро, доста за тоа. Кажете ми, дали сте спремни? Се држам во кондиција, во форма сум. Супер. Вие, Зоране? Ова е голема чест и одговорност истовремено. Секако не. Океј, тогаш предлагам да се вратиме повторно подоцна. Океј? Напите се вода, ќе ви биде подобро. Останете со нас. Океј? Значи, господина Заев, господине Мицковски, денес за овој дуел нашата екипа ви ја подготвува следната задача. Тој што прв ке се насмее, губи. Сега. Ево го Заев трепка. Мицковски исто изгледа како да ќе попушти. Ова ќе станува напнато. И ова мислам дека ќе дали ќе и еве го Заев прв се насмеа, драги гледачи, значи го имаме победникот. Жал ми е многу господина Заев. Заев прв се насмеа, победник е господинот Мицковски кој ќе го добие престижниот беч. Тоа беше се од овој најпопуларен ТВ дуел, се разбира после оној на Љупче и Бранко. Да се гледаме во некоја друга прилика, се надевам пак во студио. Ова е Билјана. Билјана платно белеше затоа што сака дома се да е бело. Зато јас зидоите ги белеам со Максипол, зашто е најбел и најубаво покриват. Многу љубам да кречам, да белам зидои љубам јас. Многу љубам да фарбам, зашмор не фарбаш и ти. Максипол. Поларно бело. Ова е бела. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Магнезиум 400 плюс Б комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потршувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Природниот екстракт од канабис со CBD ја детоксицира, хидрира и регенерира кожата. Канабо. Иновативна формулација за нега со природен екстракт од канабис. За здрава и сјајна кожа. Заслади го секој момент и уживај во светот на чоколадните школки Атлантис, создадени да го направат секој миг посебен. Витаминка. Сарај. Париз за кондовчани. Ево центарот на вниманието оваа недела. Зборуваме со пензиониран борец на ОНА од општина Сарај. До мене е еден пензиониран борец на ОНА кој што малку повеќе ќе ни раскаже за она кое што е актуелно во медиумите деновиве, односно неплаќањето на ѓубретарина и комунали. Вашето мислење? Што мислење? Зашто? Зашто да плаќам ѓубрерина ја?
Зашто сме се бориле ние 2001 година? На што личи това? Овој го туриш министер, го председател, го туриш општина, ми а што? Овде ранец сум бил, јас сум се борил за ова овдека. Како што? Како не? Заслуга, тоа сум заслужувал ние. Јас секој што се борил треба. Кој на телевизион? Заслуга сигурно. Ѓубрерина што е? Малку еден почит да се дава. Тога значи се согласувате со моментот дека ова треба да биде донесено во другите општини? Па да биде донесено, сигурно да биде. Сметаме дека сега треба кој се бори и што има заслуга да... Што е да ѓубрерина голема работа. Не почит да се почитува секој што има нешто да... Пермирите. Мислим... А сега зборуваме со градоначалникот на општина Старе. Господине, од каде идејата? Видете, оваа идеја ни доаѓала многу лесно. Значи сме размислувале и редно време било да се направи нешто што се за овие забранителите што се. И затоа сме решавале да не плаќа они ѓубретарина и комуналец. Они до сега мислим дека не плаќале, али еве од сега официјално не се плаќа. А дали мислите дека тоа не е фер према другите граѓани? Види сега, госпожа, меѓу мене и тебе, и другите граѓани, и они не плаќаат овој што е комуналец. И како се снаоѓате вие тоа? Да ти кажувам право, затоа него ни чистиме ни. Подобро, вие сте во право, не е ништо страшно со оглед на тоа дека владата одвои 50 милиони за општините да ги покрие долговите, ништо страшно, терете така. Од Саре, вашата Јелисавета Крстич Поп Мајбах. Mr. Trump, can I have question for Macedonian people? Mr. Trump, I'm from yesterday news. Mr. Trump, can I have one question, please? What? Later, okay. Mr. Trump, can I have one selfie, please, for Macedonia? Thank you. Ladies and gentlemen, the first couple, Donald and Melania Trump. Mr. Trump, can you tell me something about Macedonia? Who will form a government? Mr. Trump? Okay, later, Mr. Trump. More than this, I didn't know. Mr. Trump. No, please. I have accreditation, please. Do you know Груевски? Тоа беше се од инаугурацијата на Хилари. За повеќе информации, драги гледачи, се слушаме подоцна во вестите. Студио. Генијалец заборавен од државата. Далибор Јордановски со име на Твитер Јордан Пиперката. Невработен, живее со своите, а завршил социологија на Универзитетот Кирил и Методи. Вели има повеќе следачи отколку што Валандово жители. Ајде, молим те, ме забораја, зашто ова ли се борев? За ова ли се боревме? Уште една ставка во неговото CV е тоа што тој за жал е еден од ретките кој не е избран за советник во влада. Таму си испобутаа секакви, како што сум чул. Има, да не споминјам са юзернеймови. Прашањето дали сте разочаран само се одговори. Кажете ми, кога почнавте со твитање, дали мисливте дека можеби ќе ви ухлебаат у влада? Не. Мислам, немав таква намера. Јас сакав да си го кажам своето мислење и тоа го правев таму. Сега криво ми е кога гледам како некои се више скрпеа живеачка од Твитера, ја уште со мајка ми и татко ми седам по дома, 45 квадрата стан. Тесно е многу. Знаеш кај спијам? Не, прв пат сум тука. Не спијам, твитам, ме забораја. Радица, мајката на Далибор, зад камерите вели дека тие инвестирале во нов телефон за да може Далибор побрзо да ги следи и да реагира на дневно-политичките настани. Како мајка, многу се секирам. Многу ми е тешко. Додава дека целото семејство е разочарано. За ова ли се боревме? Прашува Тивко.
Ништо не јаде. Какво дете беше красно, да знаете. Погледнете на што личи сега. Другите твитерџи поарни да не се од него. Еве. Мамо, ај не за. Благодарам. Нашата екипа ја почувствува разочараноста на Далибор. Тој рече дека неговата среќа можеби ќе си ја побара повторно во ВМРО, откаде што и всушност почнал. Ама ме изиграа бе у времето, ми рекоа стар си за овлада. И сега ме фаќа некој боцевски синдром да ти кажем. Не сум женет за СДС бе, девојче. Па и да сум женет има развод. Стаеле таму без следачи. Благодарам, Далибор. Стаеле без следачи. Благодарам. Ајде. Замислете, вели Далибор, на заминување. Партизаните од Втората светска војна да беа вака заборавени како мене, оставени на маргините да се борат и твитаат за џабе. Топло време во денеска. Па така променливо е доста. Загушливо да не. Ленче, отвори! Момчева малку. Отвори, Ленче! Отвори! 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 Почнувам. Да, ајде. Се наоѓаме во една од најважните институции во државата. Каде? Каде? Па кај вас во СЈО, нели се? Ние, да, најважна е. Да. Госпоѓо Катица, дали сте информирана дека еден од обвинетите на кого што му е одземен пасошот не беше во државата пред неколку дена? Апсолутно. Ние за се сме информирани. Тоа што кружата некои муабети ништо не е вистина. Не е вистина. Следиме ракомет, знаеме кој што, како, дека се едуцира, ништо не може да ни промакне. Добро, тоа е супер, но дали имате информација дека човекот е вратен назад затоа што против него имате, нели, покрената постапка и тоа? Ние неговиот Facebook константно го следиме. Знаеме која локација каде е, која ќе се чекира најново, ќе знаеме локацијата. Мојот тим постојано следи пред малите екрани. Звезде Гранда, сега Валандово Фолкфест. Значи ништо и никој не е забележен на ниту една друга манифестација. Ќе морам да ве запрашам нешто. Не знам, имам чувство како да СЈО последни дознаваат цело време. Не е точно. Не е точно. Сакате да ви кажем што се деси во Game of Thrones? Во Game of Thrones, значи тој што не гледал Game of Thrones, знае што се случува во Game of Thrones. Ве молам, не е тоа прашањето. Значи, скружат муабети во државата дека СЈО полека го губи својот легитимитет. Што мислите вие за тоа? СЈО е силна институција. Врз неа не може никој да влијае. Ние сме силно решени сите случаеви да ги доведеме до крај. Така да, кој што сака нека праве, СЈО нема да исчезне. Ние ќе се бориме до крај. Ние ќе изнесеме целата вистина на виделина. Ние мора да се знае вистината за Македонија. Ете, драги гледачи, како што може да забележиме, исчезна и последната надеж. Студија. This is the rhythm of the night. Значи, јас сега ќе ти објаснам зашто треба да има теретана у собрание, сваќаш? Со ова што е автоматизацијата, порано се знаеше, сваќаш, пратениците у собрание гласа сега со кревање на рака. И кога креваш рака, вежбаш тука имаш бицепс, имаш трицепс, квадрицепс, плешка, мишка, све тоа вежбаш, сваќаш. А сега шо? Само со прст стискаат дугмиња и шо вежбаш, прст ли вежбаш, сваќаш? И после ќе им влезат на 27 април. Па нормално е ќе им влезат. Ама сега ќе ги стегнам, ќе направам пиц-пец, никој не смее таму да влезе, сваќаш. И боле ја да го направам тоа, него ли после да им идеме по болници да им носиме таму понадеци нешто портокали, банани, сваќаш. А и плюс Абе, вежбај таму, ало, шо е бе ти, дечко? Абе, јас сега да те прашам дали можеш да дојдеш да ми истегнеш малце. Значи, ја оди таму, ај, ќе дојам за 5 минути, сваќаш. И боле ние да ги стегнеме, да ги направиме пиц-пец, него ли да купуваме нови фотели, гледај колку се здебелиле, сваќаш. Па тоа ќе гураш, Исус по те па е. Ќе гураш, еве во теретаната, за тоа, да. Да бе лупаа таму, брат. Слушај, ај од телевизија ме барат, еве ги дошле со камери, еве ќе ме снимат, ќе те барам после, жити све. Хајде, поздрав, брат. Абе, види сега, овие од собрание не праќаат за по 2000 денари, демек туку у теретана сме вежбале.
А 6.000 денари ако си платил демек, овој надрканиот вамо што го снимавте преска, он ке ти покажал, ке те научил. А ја шо правам, плаќам 10.000 денари. Тренерот тој надрканиот доаѓа вежба место мене. И ја да муда, па што да правам бе? Ја ли треба да работам? Јас сум тука да правам патишта, да смислувам закони, тоа е моја работа, не е тоа. Извини, молим те, само ме барави. Ало, кај си бе? Чекај малце, чекај, биди на линија. Еве, не си нар, биди на линија. Многу сте јаки, кек. Да бе, еве, бенчијам се една серија. Феноменално. Чекај, батали, тоа забранија да видам англиски овде кај ми. Where can I take you? Where can I take you? To the West Hotel, To please. the West Hotel, please. How many bags do you How have? many bags do you have? Just one. Just one. I'll put it in the trunk. I'll put it in the trunk. Thank you very much. Thank you very much. Merdita, ju lutem nëse mund të me afroni në ziren me të afert poshtare. Shumë e shpejtohet. Sorry, English. Duke të shkoj në poshtën me të afert sa më shpejte. Hajde. English, please. English. Jo English be. Derisa të kuptohemi, do eci në këmbë. Eve ti jedno cede. Hajde, da go učiš. Falimenteri. Miru pafshin. Що направи, Зоки, бе? Види се, пешки кидеш, не може да се разбере, бе. Кај да идем, че да видам што ми дава. Мирдита. Мирдита. Добар ден. Сиени. Сиени. Како сте? 20% преѓид тендераве прне. Перме. 20% од сите тендери за нас. Зоки, бе, за тоа двојазичност. Нема бизнис без јазици, бе. Значи ова е тоа автобус што го вика, да? Да бе, со ова идат луѓе на работа што и од тука напред се влегува, знаеш? Да. И тука карта се вади. Да. И после има шипка, ама нешто шипка што е за играње, него шипка да се држиш, разбираш? Абе, се држам ја, немам гајле. А да седнеме малку напред, бе? Ке седнеме, бе, сега го веќе судот ке се сима. Судот, да? Бе, што си тукови. Него карти имаме ли? Не. Не, а? Значи ти гледај тука инспекција да не иде, ја ќе гледам од вамо. Ако иде, ако вика карта и ти одма на средно врата. Него за вториот кат на автобусов се плаќа ли комунали? Нема комунали ова, сепак е ова автобус е ова. Не, ќе се плаќа. Ако мора, и пак сакам да ти кажувам се. Луѓе се работува тука, знаеш како е. Да, мора да се плаќа. Мора да се плаќа, пари требаат у градот. Тоа е тоа, мора. Абе, види кој е на точак? Коце! Касно ти е за на точак сега, коце си го губил, еј! Абе, не го оставам коцеа така, знаеш. Имам план за него, сакам чувар да го турам доле на градска плажа. Да си игра со песок. Нашто ќе си игра со песок? Будонска работа. Што се смее овој, бе? Пушти го, бе, кој последен се смее, најсладко се смее. А овој што мафта му кинал автобусот, а? Му ја кинале слободната, бе. Него, дај ти по една ракија да идем да пиеме. Зашто по една? Студио? Да, така е, студио се наоѓаме во сред акција каде што Алфа и Буби се веќе некаде во близина. Врската со нив во акцијата ќе имаме преку ова Токи Воки, а и ќе пратиме еден од камерманите да ја следи целата акција во живо, нели, затоа што многу е полесно да изгубиш еден камерман, него да изгубиш еден реномиран новинар каков што сум јас. Јас имав понуди за CNN и BBC, но тоа во некоја следна епизода. Прием, дали се слушаме, Алфа, прием? Само грлица се слушаме. Да, се слушаме, тоа е добро. Како иде, дали е све чисто? Приема, дали е чисто, Боби? Па, чисто е, релативно чисто. Гледам, ова чистачка за чисто. Смешка, джандарска. Како се одвива акцијата? Прием акцијата се одвива непречено, значи ја гледам се некои пензионери и достављачи, да пуштај го камерманот, наому нема време. Да, може да го пуштаме камерманот. Другиот камерман нели иде сега во моментов заедно со Алфа и со Буби и тие треба да се па еве ги.
Мора побрзаме, значи ќе заврши акцијата, мора брзо како тигри да биде. Полека бе, Буби, знаеш, од кај тигри ти на тигар ли личиш? Избери си некој друго живе, па како тигри. Да, не личам, да. Остето, значи, 3-2-1 екшен кој ќе го влагам. Екшен бе, да. Знаеш ли што е екшен на енглески? Екшен. Ајде бе, Буби. Акција? Браво, значи, за овие со курс многу си направим. Пај се, 3-2 екшен. Полека, Буби, само немој насилно. Како реговме, софт, што беше софт на англиски? Софт, меко. Полек, Тачно, да. Полек, меко. Дечко, зашо буташ бе така унат? Еве, корпа земјина. Ајде малце воспитајте се бе, 21 век е, стај си ги работи туно, па за тоа е корпа да навлезне. Ај. Срамота. И ајде, немам цел ден. Еве ги баци пие се. Да бе, да, пие се, ќе да тони батаци. Ај брчи. Ова ти е многу добро. Ставаш на компирче, нас, разбираш? Пола рука бе, Буби, значи ова е. Кај мачи исто така. Добар ден. Добар ден. Е, сега Буби, едно кажи. Дали си сега реди да екзекутираш до крај акцијава? Што реди бе, шефе, наредено си е све што реди да. Буби, реди на енглески што е, знаеш? Спремен бе, Буби, да платиш, дали си спремен? О, извини. Да, тачно да. Извинете, мислам. Така, да. Курсот го уништи, значи од него ќе биде нешто, ама се случи. Да. Фала и многу. Фала и многу, баш те... Да. Чао, чао. Еве ги тука се. Дали има повредени? Дали е се во ред? Како заврши акцијата? Не, значи акцијата се одвиваше непречено, според планираното. Точно во 16 часот да завршиме, 15:57 од планирање до екзекуција со Буби на каса за оваа неверојатна акција бевме готови. Еве го бац. Батак. Неверојатно, 3+7 батачиња. Ова, отвори го, наскара сте го, фурна сте го. Кај сега сте го, дечко? Мискет. Што правиш бе? На тебе кеса, што се правиш типста? Ајде брчи. Ја мислев дека нешто ќе апсиме некого ќе на Абе, Што мислиш бе, човече, ајде, да после полиција да мисли да действува? Студио? Ова е Билјана. Билјана платно белеше затоа што сака дома се да е бело. Зато јас зидоите ги белеам со Максипол, зашто е најбел и најубаво покриват. Многу љубам да кречам, да белам зидои љубам јас. Многу љубам да фарбам, зашмор не фарбаш и ти. Максипол. Поларно бело. Ова е бело. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Alkaloid. Заслади го секој момент и уживај во светот на чоколадните школки Атлантис, создадени да го направат секој миг посебен. Витаминка. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Погледни поинако. Не сум само празна шиша. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Од оваа година имаме своји олимписки игри. Да ги проследиме дисциплините, надпреварувачите се веќе подготвени. Така го имаме Кирјанчо од Делчево.
38 години, доста време тренираше. Ова е овде до мене личниот тренер кој што ќе ни каже нешто повеќе. Така е, Ланчо, доста време се потроши на овој талент, мислам, сепак ние се стремиме да донесеме. Нешто не му е добро, дише, дали е добар? Да, најверојатно ќе започне во трга. Еде во трга, да, така, значи иде во позицијата, еден чекор, втор чекор, трет чекор, вие го учевте вака точка. Да, видиме што ќе се случи, дали ќе биде тоа, дали ќе биде погодок или нема да биде погодок. Ја фрла, треба да ја утне кантата и така е, честитки тренер. Честитки тренер, имате стварно голем натпреварувач кој сте го спремале. Знаевме дека тоа да видиме само како ќе бидат полувањето на судиите. Да, еве го. Што очекувате? Кажете ми што очекувате. Па мислам дека тоа што си така е, тоа што сите го очекуваат. Да, 9,3, тоа е добар потез, браво, секоја чест. Мора да бидеме задоволни, видете, секогаш може и подобро. Така еве го Петко кој што сега ќе се спротистави на новиот предизвик. Почнува со мла собрава, тоа е познатото опуштање на натпреварувачите, да видиме многу е блиску. Трга. Застанува покрај пречката и да видиме сантими се во прашање дали ќе ја помине, ова е многу блиску, драги гледачи. Ова е многу блиску, ја поминува, драги гледачи, многу маестрално, да видиме бодување, така е, 9,8. Ова е најдобриот резултат постигнат на оваа олимпијада. Браво! Така ја гледаме дисциплината скок преку вирот. Го гледаме Пики Мравојат кој што е доста скандалозен недалава. Иначе оваа дисциплина е доста позната на Балканот. Еве го со неговиот мравојачки денс, тој се спрема и тргнува. Да видиме, тој се спрема за скок. Тој скока! Уф, каков скок! Ова е прекрасно, со таква елеганција. Тој трга напред како гепард кој трга по својот плен. Ова е добро и ова трае. И да, застанува да видиме што ќе каже комисијата, како ќе го оцени Пики Мравојат. Да, па 7-0, да, тој се квалификува и со 7 бодови. Пики Мравојат е познат по тоа што прави доста скандали. Минатата недела шамараше четворица вратари во клуб. Овие правила и овие дисциплини, доколку би биле прифатени, златото тогаш би било во рацете на македонците. Што ќе рече, ова е крај на овој скеч. Не е скеч, репортажа. Не, пренос. Студио. Не носи палто денес ти, не оди со долги ракави, најтопло време во ноќта, прекрасна е ова за ноќ за нас. Сите спијат, а ние сме сами, користи драга климата, без клима тешко се заспива, претопло е ова ноќ за нас. Без клима тешко се заспива, претопла е ова ноќ за нас. Hello, it's Ali. Сум те барал, не се малце 8 години, 2 месеци, како смо раскинули, жал ме фача, клети странци су нас разделили. Алјо, слушаш ли? Пред 8 години бевмо млади и убави, све смо се договарали и имен смо честитали. Hello, Zoki, како си? Да ти кажем, фали мендери, што си ме штедил во бомби, у бомбите ти. Ти прачам убихач, мој подпредседател.